Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Пронајден уште еден фрагмент на многу постар живопис во црквата Света Богородица во Тетовски Лешок, што е ретка можност да се презентира трослојно сликарство. Постапката за обезбедување трикафта за уште 30 пациенти е заглавена во владините лавиринти, реагираат од Асоциацијата за цистична фиброза. Осумдесетгодишник завршил во болница со повреди од како му експлодирало плинско шише додека готвел. Пронајден уште еден фрагмент на многу постар живопис во црквата Света Богородица во Тетовски Лешок, што е ретка можност да се презентира трослојно сликарство. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска денес ја посети црквата. Откриен нов фрагмент на живопис од трослојно сликарство при активностите за реставрација и конзервација на црквата Света Богородица во Тетовски Лешок. Над фрагментот кој беше пронајден пред една недела веќе е поставен носач за да може да се презентира по стариот, а истата постапка ќе се повтори за овој се со цел да послужи за научни цели. Мене ми е навистина драго што сум денес тука заедно со тимот кој што работи на конзервација и реставрација на црквата, бидејќи како што бевме известени пред неколку дена, тие при самата работа при конзервацијата на внатрешноста дојдоа до навистина многу големо и значајно откритие за нас и јас морав да бидам денес тука да ја споделам таа возбуда заедно со нив. Лешочки манастир е едно место каде што ние со години вложуваме во негова реставрација, во одржување и во реконструкцијата на конаците. Пред неколку дена дојдовме до едно така поголемо откритие, односно во делот на Джакониконот откривме архиереј кој најверојатно станува збор за Кирил Александрицки. Допрва историчарите ќе имаат доста работа за да го датираат периодот од кога е ова сликарство, но во секој случај станува збор за исклучително старо и вредно сликарство. Самиот тим работеше макотрпно на раслување на сите слоја и успеа да ги сочува и живописот од 19 век да го презентира на носач и живописот од 17 век, што е стварно реткост во светски вакво едно презентирање. Со министерката тука разговаравме за долгогодишно финансирање и поддржување на овие работи, затоа што сепак ова е деликатна работа, бара континуитет во работењето и се надеваме дека и министерката се увери во самиот тој потфат наш успех и се надеваме дека ќе имаме допрва уште многу вакви големи резултати. Не ми останува само да заблагодарам на Министерството за култура, на стручниот тим на Националниот конзерваторски центар и се надевам дека сето ова што денеска тука беше покажано и видено со своји очи, дека и овие ветувања кои што ги слушнавме, дека ќе се реализираат до крај, за слава Божја, за слава на нашата татковина, бидејќи станува збор за исклучително културно-духовно наследство кое што е пронајдено на овој фреско живопис овдека, дека до крај ќе остане реализирано и дека многумината туристи кои што ќе доаѓаат во нашата држава, ќе се гордеат со она што ќе го видат овдека во Лешочкиот манастир. За постојана заштита на објектите од културно наследство досега не се одвојуваа доволно средства, што според Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска е поради законските ограничувања. Се работи на правна рамка со која ќе се овозможи повеќе годишно финансирање, рече таа при денешната посета на црквата Света Богородица. Оно што досега не го дозволуваше законот, тоа е повеќе годишно финансирање. Ние не само за оваа работа, за работите во црквата, во внатрешноста, туку и за реконструкцијата на конаците ќе направиме правно да биде издржано повеќе годишно финансирање преку информација на влада, за да бидеме сигурни дека овде овие работи ќе бидат постојано, да речем, на приоритетна листа на институцијата и дека ќе се завршат. Кога ќе се осигураат и финансиите, кога ќе се осигура и правната рамка, тоа значи дека работата е веќе пола завршена.
Инаку во земјава има само неколку конзерватори кои работат на целата територија. Недостатокот на кадар ќе се решава со тоа што ќе се мотивираат матурантите за да ги одберат студиските групи од областа на културата со стипендирање. Доколку вработените во царината не најдат на слух од надлежните институции во врска со нивните барања за исплата на додаток на плата, тие ќе ги радикализираат протестите. Министерот за финансии Фатмир Бесими пак рече дека се работи за методологија која ќе важи за сите во однос на општиот колективен договор. Во петок од 12 до 12:30 часот ни е најавен протест во Царинската управа, а тоа ќе биде една од првите протести што ќе следат во други институции. Вработените во Царинска управа веќе со години наназад, иако имаат право во закон и во колективен договор дека треба да се исплаќа 30% на плата, тој додаток никако не го добиваат. Видовме дека министерот за финансии со измена на закон за буџети се обезбеди 30% покачување на плата во Министерството за финансии и во други институции, меѓутоа иако вработените во Царинската управа овој додаток на плата го имаат, веќе не го добиваат, односно никогаш не го добивале. Затоа решиме да направиме во петок од 12 до 12:30 часот предупредувачки протест да побараме исплата на додатокот на плата за вработените во Царинската управа кои го полнат буџетот со повеќе од 51% секоја година, а за тоа што го добиваат не добиваат никакво покачување на плата, веќе години наназад, ниту пак добиваат никакви додатоци на плата. Знаеме дека има нов директор, дека чекаме да дојде, чекаме прием и кај новиот директор, дали ќе не сослуша со новите барања. Ние од ова барање не ни е ново, барањето неколку години наназад, не се откажуваме од истото, не интересира дали имаме нов, дали имаме стар директор. Доколку не сослушаат, можам само да кажам дека протестите како предупредување ќе се радикализираат, па веќе размислуваме за затварање на гранични премини. Како што сега имаме системско решение, законско решение за минималната плата и за пензиите, за кои више не се разговара, за тоа што ги решивме системски во закон се, така се работи и на ова решение, каде што ќе има општ колективен договор, а меѓу тоа и меѓу друго и од страна на Министерството за информатичко општество и администрација има предлог решение за закон за плати во јавниот сектор, се гледа да се реши како системско решение. Тоа системско решение, кое ќе го договориме заедно со синдикатите, ќе значи транзиторна примена или неколку период на прилагодување. Председателот на движењето Беса Билјал Касами одржа пресконференција во врска со најновите политички случувања во земјава. Вазалските партии во власта забораваат дека тие се главните актери против Европа. На економската криза, на корупцијата, на заробеното судство, каде што ги сместија своите деца и другите членови на семејството со единствена цел – контрола и уништување на правосудниот систем. На Али Ахмед и неговиот таргат во владата им посочуваме дека народот веќе нема да ја јаде ова расипано јадење под проевропска наметка. Народот одамна го разбра овој театар и овие измами. Ние како движење Беса, но и како народ на ова земја, отворено кажуваме дека вие, кои сте дел од меѓународни истраги за криминал, корупција, уцени и перење на пари, преку тендери кои траат цели децени и повеќе, не може да не внесете во Европа. Ова влада, во која двете албански партии дуи алијанса, кои дење жалат за Европа, а ноќе го прават спротивното, не можат да не одведат во Европа. И двете не успеа да го променат ништо, ниту албанската положба во Северна Македонија, ниту да го тргнат 20% на вредата за овој народ. Движењето Беса бара од ова влада што поскоро да распише предвремени избори, а овие вазали на Русија и Србија да бидат отстранети од фотелите во кои тие мали проевропски надежи ги отстрана. Со ова власт ниту на сон не можеме да станеме дел од европското семејство. Асоциацијата за цистична фиброза ја поддржуваат иницијативата за предлог законските измени, со кои лицата со оваа болест постари од 26 години ќе бидат ослободени од партиципација за медицински услуги и лекови, но истовремено укажаа на бавната реакција на владините органи за обезбедување на лекот кој може да спаси животи. На денешната пресконференција истакнаа дека постапката за обезбедување на лекот Трикафта за уште 30 пациенти со цистична фиброза е заглавена во владините лавиринти.
И денес сме тука, ние како пациенти со цистична фиброза, да ја поздравиме, да ја поддржиме и да охрабриме иницијативата за предлог законските измени и тоа ослободување од партиципација од медицински услуги и лекови за пациенти со цистична фиброза постари од 26 години и ослободување од плаќање на патарини и патни такси. Ова е дел од наша долгогодишна борба. Бараме и очекуваме поддршка од сите политички партии и пратеници од Собрание на Македонија за прифаќање и брза реализација на законските измени. Во исто време, оваа прилика ја користиме како пациенти и родители на пациенти со цистична фиброза да и подсетиме на добиеното ветување за достапност на модуларна терапија за сите пациенти со цистична фиброза и се надеваме дека ова ветување ќе биде реализирано во најкусможен рок. Министерство за здравство со своите комисии да направи конкретен план, буџетски план и реализациони план како и во кое време може трикавта да се обезбеди за сите пациенти. Но 15 дена одамна помина, мислиме дека повторно пречките за обезбедување на трикавта се во министарските или владините лавиринти и дека не се работи толку интензивно за овој проблем да биде решен, иако трикавта е многу потребна и на другите пациенти кои не беа во лоша состојба, но состојбата на пациентите од цистична фиброза никогаш не се знае кога ќе. Лицата со попреченост се уште се дискриминирани во општеството. Дефектолозите велат дека за подобрување на нивните права институциите треба повеќе да работат, а не само невладините организации. Иако во нашата земја беа усвоени нови услуги за лицата со попреченост, сепак тоа не ја намалува дискриминацијата на оваа ранлива категорија граѓани. Тие се уште се соочуваат со недостаток на инфраструктура, добра и услуги. Детето со попреченост ги има истите желби и потреби, како и секое друго дете. Родителите не сакаат јавно да говорат, па нивните ставови не ги пренесоа образовните асистенти и представниците на невладините организации. За децата со попреченост нема дневни центри во основните училишта. Родителите се жалат дека нема каде да останат по завршувањето на наставата, доколку нивното работно време не дозволува да ги земат веднаш. Не се организираат ниту креативни работилници надвор од часовите. Јас да кажам од родителот што јас работам, сите сами. Го донеси сама, го земи сама, нема ни некој комби или такси што да ја донеси во дома или во школа, се сама. Нема некоја активност после училиштето. Сакаме да имаме некоја активност, пример да цртат или некоја занает што може да прават овие деца со некои другари да бидат, мислам, 5 ученици и со таа ученичка да работат некоја работа после училиштето. Таа не го имаме ние. Само ние во училиште не можеме да го правиме сите. Мислам, треба и другите, Министерството за труд да прави нешто за овие деца. Родителите многу се жалат и сака општина и Министерство за труд и социјална политика да им пружи еден центар каде ќе пристигуваат децава за цел ден, мислам, од школа, зашто и нивните родители се вработени и тие треба некој да се грижи за тие деца и затоа им треба еден центар каде што да биде центар, дневен центар. Иако они не чеат пред камера да кажат, меѓутоа ние ги знаеме сите тие тешкоти и проблеми они што ги имаат, зашто некој е од село, од Горни Весела, мислам од Бозовце и од Бродец, тие зеле под кирија куќа овдека за децата за да ги носат во ова, мислим, школа специјално што има во Лирија. Дефектологот Милица Серафимовска вели дека лицата со попреченост се дискриминирани во многу области и смета дека генерално треба многу работа на терен и сензибилизација на целокупната околина. За правата на оваа категорија треба да се залагаат и институциите, а не само невладиниот сектор. Треба многу вложување и треба многу работа. Не може да се сведе само
да се обезбедат права преку НВО секторот, невладени организации кои што работат на различни инклузивни работилници со ученици. За среќа има такви организации кои што се занимаваат со ангажирање, односно вклучување на лицата во различен вид на активности и проекти. Малку повеќе треба и локалната средина да се заангажира, па да почнеме да работиме сите заедно на воспоставување на еден систем и поддршка на семејствата. Сметам дека семејствата, односно лицата, се дискриминирани во многу сегменти, од делот на слободно време, од делот на инфраструктура, од делот на користење рампи, од пристапност на многу нивоа. Меѓутоа, сметам дека многу работа има на терен, многу треба да работиме, а ги повикувам и општествено одговорните компании да инвестираат, зашто сите имаат право на еднаков пристап во општеството и на еднакво учество. Од општина Тетово велат дека наскоро треба да започне со работа Совет за социјална заштита, кој треба да започне да работи на подобрување на условите за ранливите категории граѓани, вклучително и децата со попреченост. Значи во тој дел веќе имаме план за да сите општински институции, значи општината, другите предпријатија, училиштата да имат услови за да децата бидат дел од сите активности на кои ќе организира општината. Во тој дел веќе се работи за да во рамките на училиштата, тоа прво помина да училиштето Лирија и Кикиш да имат специјално како единица, не знам, или оддел кој ќе им помогне и на другите училишта за да се развие овој концепт на инклузија со тоа да повеќе деца бидат вклучени во образовниот процес и во сите други активности. Во овој дел ние веќе сме дел од проект каде се обезбедуваат лични асистенти, лични подржувачи на овие лица, на овие деца. Ова година се надеваме дека тој број ќе се зголеми, значи уште са 12 за да се повеќе и повеќе овие деца бидат дел од секојдневните активности и да не се чувствуваат одделени од општеството. На последната седница на Советот на општина Тетово беа номинирани представници на институции за членови на овој совет. Осумдесетгодишник завршил во болница со повреди откако му експлодирало плинско шише додека готвел. 2 лица затекнати при обид за кражба. Ова се дел од информациите во полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер во 23 часот во СВР Тетово било пријавено дека 80-годишникот гостиварско чегране, додека готвел во помошен објект до неговата семејна куќа, му експлодирало плинското шише и му нанело повреди на рацете и главата, пошто бил пренесен во гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. 36-годишна гостиварка вчера во СВР Тетово пријавила дека во деловна канцеларија на улица Илинденска во Гостивар физички била нападната од 50-годишно лице од Гостивар, а поради нерасчистени должничко-доверителски односи со нејзиниот сопруг се расчистува и документира случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 7 часот и 30 минути на улица Гоце Делча во Гостивар привеле 2 лица од Гостиварска Лакавица затоа што го нарушиле јавниот ред и мир со недолично однесување. По целосно документирање на случајот на двајцата ќе им бидат изготвени поднесоци. 51 годишна жителка на Скопје во СВР Тетово вчера пријавила дека на пазар во Гостивар физички била нападната од едно машко лице. Се расчистува и документира случајот. 74 годишник од Гостиварско Врапчиште вчера во СВР Тетово пријавил дека во селото неговата малолетна внука била касната од куќа скитник. Ноќеска околу 1 часот и 20 минути на улица 133 во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 51 годишен тетовец поради сомнение дека претходно извршил кражба во стан во Тетово. Се расчистува и документира случајот
случајот и против него ќе следува поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 4 часот и 15 минути на улица Видое Смилевски бато во Тетово лишиле од слобода 53 годишникот Тетовско Желино и 49 годишникот Тетовско Джепчиште. Тие биле затекнати при обид да извршат кражба од плац на фирма во Тетово, а при лишувањето физички ги нападнале полициските службеници. Двајцата биле задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени поднесоци. Вчера на улица Илинденска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово привеле 51 годишничка од Република Албанија, а поради нерегулиран престој на подрачјето, таа е задржана во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 16 моторциклисти биле казнети поради сообраќаен прекршок. Тие ќе платат глоба која зависно прекршокот се движи од 50 до 250 евра. Вчера од 14 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово била спроведена акциска контрола на мотоциклисти, дали колку ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 16 прекршоци, 11 во Тетовско и 5 во Гостиварско. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на некористење на заштитни шлемови, односно кациги. Двајца не поседувале возачки дозволи, а еден имал истечена осигурителна полиса. На сите возачи прекршители изготвени им се адекватни поднесоци и ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои зависно од прекршокот се движат од 50 евра за неносење заштитна кацига, 200 евра за истечена полиса до 250 евра во денарска противредност за управување без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до мотоциклистите задолжително да користат заштитни кациги, да не седнуваат зад управувач без положен возачки испит и навреме да ги регистрираат нивните мотоцикли. Покрај тоа им се советува исто така да не возат пребрзо и да внимаваат на буџавоста, посебно во вечерните часови. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!